Преголемата партизација на општеството фрла сомнеш за наместени тендери. Бенефит од тоа имаат не само поединци, туку и политички партии. Ова е реакцијата на дел од аналитичарите, откако анализата на Центарот за граѓански комуникации покажа дека за 5 години 10 исти фирми свртале 1 милиарда евра државни пари. Во мала држава како Македонија, велат тие, не е тешко кога си близок со некој на власт да дознаеш какви се условите, па дури и да ги наместиш за да фаворизираш една фирма да добие милионски тендер. Оваа пракса не е од сега, туку трае со децении. Огромен простор за корупција, особено фрла случајот со Марковски компани, која со години ги добива тендерите за ископ на јаглен во рек Битола, без притоа раководните органи да се потрудат да набават сопствена механизација за да заштедат на трошоци. По мене, тука има основ за голема корупција. Не велам дека има, туку велам дека има простор за голема корупција во кој бенефитираат одредени поединци, можеби политички партии. А исто така сум изненаден што една компанија која е помала условно компанија, но обезбедува со енергенси или со суровини голем број на институции. Особено симптоматично за аналитичарите е тоа што јавното обвинителство отвора случаи, но без никаков епилог. Кога би имало казни, велат тие, би имало и позитивни ефекти. Македонија нема јавно обвинителство, бидејќи тоа веќе е условно да кажем, тоа е само институција која граѓаните ја плаќаат, а која реално ништо не работи, воопшто не покренува и очигледни пријави или не процесира очигледни работи и довербата во целокупниот судски систем, вклучително јавното обвинителство, ја верувам дека е на ниво на статистичка грешка под 0,01%. Нелојална конкуренција има и кога фирмите се договараат меѓу себе, кога учествуваат и даваат понуди на тендерите. Дел од нив се обесхрабруваат и воопшто да изнесат своја понуда, ако имаат интерни информации дека јавниот повик е однапред наместен и фаворизира некоја фирма преку определување специфични услови во тендерската документација. Компаниите кои се помали, кои можат некако да одговорат, генерално не сакаат да си направат некако проблем, или пак некои доколку реално и се обидат, нема да може да ги постигнат тие услови, бидејќи постојат различни начини како можат да се влие на тие компании да кажеме да се откажат или да не ги добијат тендери. Истражувањето открива дека договорите за јавни набавки кои се склучени во претходните 5 години достигнуваат вкупно 5,8 милиарди евра, а 1/3 од нив или над 2 милиарди евра добиле 50 фирми. Меѓу првите 10 фирми се Марковски компани Битола, Доктор Пановски, Пуцко Петрол, Energy Delivery Solutions, Илинден Струга и многу други.